Вечерва дојден сум со поголем тим на мои соработници, на луѓе кои што заземаат значени државни функции преку кои што ги спроведуваме политиките кои што ги ветивме пред изборите и луѓе кои што секојдневно се задолжени за решавање на многу проблеми. Во последната една година Македонија ги доживеа едни од најтешките мигови во делот на економијата заради светската економска криза. Како што знаете, кон крајот на 2008 година светот го зафати најголемата економска криза во последните 80 години. Од она прва светска криза во 1929 година, никогаш до 2008 година немаше таква силна економска криза во светот. Криза која што најголемите светски економии, најсилните држави во светот ги фрли на колена. И криза која што не се почувствува во таков степен дури ни за време на многу големи војни претходно ни светот. Криза која што промени многу работи ни светот и која што влезе и имаше свое силно влијание и во Република Македонија. Пред почетокот на кризата, ние бевме почнали со спроведување на политики, кои што почнаа да даваат доста добри резултати. Политики кои што ги најавивме со доаѓањето на власт во септември 2006 година, кога се формираше владата, и кои што политики почнавме веднаш уште тогаш да ги спроведуваме. Кратко само ќе потсетам дека само што дојдовме на власт, започнавме со намалување на даноците. Со тоа, земјата ја доведовме на ниво да има најниски даноци во Европа и ниту една друга држава во Европа, ни тогаш ни сега, нема пониски даноци од тоа што го има Република Македонија. Покрај тоа, започнавме извршивме две фази од проектот регулаторна гилотина, со кој што почнавме, иако тука имаме уште многу работа, да намалуваме многу бюрократски процедури, да ги скратуваме, поевтинуваме или некаде укинуваме. Сите овие мерки и многу други, кои што вечерва нема да ги набројувам, во економската политика, што ги споведовме кон крајот на 2006 и почетокот на 2007, допринесоа Република Македонија да стане држава која што ќе добие подобро место и подобар имидж на светските ранг листи на држави кои што нудат добра бизнис клима. Па така, Светската банка, која што еднаш годишно објавува листа на држави кои што прават реформи за добра бизнис клима, почна да го менува местото на Република Македонија. Ние бевме до 2006 година на 96-то место во светот. Како резултат на многу од овие мерки, Македонија во 2007 година, 2008 и 2009 година напредуваше и денеска сме на 32-то место, веднаш после Франција и Холандија, кои што се на 30-то и 31-то, и Германија, кој што е на 25-то место. Со имплементација на тие политики кои што ги најавивме, успеавме да го зголемиме извозот за 2 години за 60%. Никогаш преходно извозот во Македонија во 2 години не пораснал за 60%. Успеавме исто така да привлечиме странски директни инвестиции како никогаш до тогаш. Во 2007 година дојдоа 507 милиона евра странски директни инвестиции, во 2008 ќе дојдеа веројатно и повеќе, но заради последните 3 месеци, кога во октомври 2008 година зафати кризата, се сведоа на 430 милиони евра, севкупно околу 930 милиони евра, приближно 1 милиарда евра странски директни инвестиции во 2007 и 2008. Тоа беа 2 години кога исто така во 2 години се зголемија пензиите во неколку наврати на пензионерите како никогаш дотогаш. И гледано од моментот откако ВМРО-ДПМН дојде на власт до денеска, пензиите на пензионерите се зголемени во просек за 30%. Никогаш преходно не се слушал таков пораст на пензиите. Со обзир на тоа дека некои категории на пензии ги пораснаа повеќе, некои помалку, вие се сеќавате дека тие што имаат најниски пензии
Понудивме и направивме поголеми покачувања во така наречената прва група на пензии, така што тие пензии се покачија за 38%. Исто така, платите во јавниот сектор во 2007 и 2008 година, како никогаш дотогаш, се покачија на 2 пати по 10%. 10% се качија во 2007, 10% во 2008 година. Тоа беа години кога една работа беше најважна што се покажа. Дека економските политики, кои што преходно ги најавивме во 2006-та и почнавме да ги спроведуваме кога дојдовме на власт, се политики кои што дадоа добра диагноза и добра терапија за нашата економија. За жал, кризата која што навлезе во октомври 2008 година, буквално како со нож го пресече овој развој. Тоа беше момент кога ние свативме дека треба итно и безусловно да направиме редизајнирање на економските политики. Од развојни, какви што беа тогаш, во антикризни мерки, за да видиме колку може да се ублажи кризата која што навлезе во нашата држава. Ние знаевме дека таа криза не може да се спречи, но барем колку може да се ублажи. Така, почнавме со спроведување на 3 пакети антикризни мерки. Со антикризните мерки почнавме да ги намалуваме придонесите кои што се плаќаат за пензиско и здравствено осигурување за 1/3 во период од 3 години. И досега како што ветивме, така го исполнуваме. Со тие мерки ги намаливме даноците на земјоделците за 80%, токму онака како што бараа нивните здруженија преходно во разговорите со владата. Со тие мерки ги намаливме царините на многу репроматеријали. Во таа година направивме и редица на други мерки со кои што се трудевме да ја облажиме кризата и колку е тоа можно да им помогнеме на компаниите. Тие мерки допринесоа на крајот на минатата година, кога се мереа резултатите на сите други држави, да излезе дека Македонија 2009 година, најкризната година во последните 80 години, во споредба со другите држави во Европа, ја завршила со трет најдобар резултат на бруто домашниот производ, односно на севкупната економија. Ние годината ја завршивме со пад од околу минус 0,6%, што е трет најмал пад на економијата во Европа. Ние ја завршивме годината со 2,77% дефицит на буџетот. Тоа е втор најдобар резултат во Европа во 2009 година. Само една земја во Европа имала помал буџетски дефицит. Сите останати има многу поголем буџетски дефицит и многу поголем пад на економијата. Многу од државите се соочија со проблем затоа што преходно имаа големи долгови. Јас ќе ве потсетам дека во 2007 година владата донесе одлука предвремено да се раздолжи за многу надворешни кредити што ги имавме кон многу институции. Па така, предвремено се раздолживме и целосно кон ММФ. Предвремено се раздолживме и целосно кон Париски клуб, делово кон Светска банка и така натаму и така натаму. Тоа многу ни помогна за време на кризата, затоа што за време на кризата најтешко си поминаа државите кои што имаа високи долгови согласно нивниот буџетски, согласно бруто домашниот производ. Не само што влеговме од средно задолжена во ниско задолжена земја, туку имавме можности за време на кризата да не дојдеме во ситуација да мораме да правиме аранжман со Меѓународниот монетарен фонд, да не дојдеме во ситуација да мораме да заведуваме кризни даноци или некакви нови даноци, или пак да правиме девалвација на домашната валута. Така, за разлика од други држави кои што мораат да имаат девалвација, некои од нив мораат да ги намалат пензиите на пензионерите, некои од нив ги намалија платите во јавниот сектор, некои од нив отпуштаа работници од јавниот сектор. Република Македонија, најтешката економска криза во последните 80 години,